Ова судење е судење на емоции, јас така би го нарекол, видовме дека денески на компромиси правни, во основа тоа беше и очекувано со оглед на големиот број на обвинети, уште поголемиот број на оштетени и така натаму. Ние разговараме во основа за два концепти, еден е правен, друг е правда. Заради тоа што за мене и за вас правда може да значи нешто различно, меѓутоа судот мора да овозможи услови за едно фер судење во кое што емоциите како такви ќе постојат. Во секој случај, меѓутоа, ќе овозможи постапка тоа да не влијае на донесувањето на одлуката, односно на правораздавањето како такво. Седнати на обвинителна клупа се 35 обвинети. Јас мислам дека во суштина на обвинителна клупа е седнат само еден, а тоа е системот во Република Македонија, кој е хаварисан по многу основи и кој фактички го продуцираше овој настан вака како што се случи. Едноставно, затаиле многу нивоа на функционирање на институциите, како на локална власт, така на централна власт, и навистина сега мислам дека треба да се свестиме дека ова всушност е судење на системот, на корумпираниот систем, на нефункционалниот систем, и како таков треба и да се гледа. Фер е да се каже, за пошироката јавност, тоа го знам јас, тоа го знае Драган, тоа го знаем Васко, кој што прател многу судења, па и од ваков тип, и да се каже особено на семејствата на загинатите, дека ова ќе биде процес кој што прилично ќе трае. Значи во години се мери колку ќе трае во прв степен, колку год да е оптимист председателот на Совет, жена за која што секогаш ќе говорам во суперлатив, но не се согласувам со тоа дека ќе трае 5 месеци најмалку, а не знам најдолго колку, затоа што самиот обем на доказниот материјал, самиот број на обвинети, број на оштетени, да не заборавиме дека со листи на докази излегуваат и сите адвокати, како и да не ја заборавиме законската одредба која што кај нас се уште презистира, има најава дека ќе има измени, тоа е дека после 90 дена поминати меѓу рочишта, ако не се отвори главна расправа дека може да почне дека треба да почне од поново, тогаш ќе се очекува дека ова ќе биде маратонски процес.